ли? Ајде. Ова е станчето. Ова сте се разработиле. Малце нешто. Малце? Да. Ова, ајде кратко, ова се двете детски. Тука малото веце, големото и дневната. Ајде во дневната. Ајде. Ова е еден убав, голем, простран и многу светол стан, што ми се допаѓа, нели? Нормално, светлите станови, убава енергија влеваат во домот. Сонце. Колку е убава голема. Светло, многу прозорци. Ова дневната со трпезаријата и кујната. Добро, колку квадрати е станот? 82 некако ја. Ова е Колку има тука? Тераса. Да. Убаво. Да. И кујна голема. Да. Ајде сега кажеме некакви желби, идеи, потреби. Па не знам, кујната на тивото, класична нака, за шанче може да. Па и треба затоа што Да, мора да да има се некакво одвои некако. одделување Да. на другиот простор. Таму виде најверојатно се не знам трпезаријата претпоставувам. Сега имам трпезаријска маса со столици кои што се среќам во добра состојба и убави. Сега не знам дали попад во план тоа што мислиш. Да, да, план. и од твоите визити. Тука исто гарнитура имам нарачана, ја клопиш некако. Како концепција дневната е добра, иако не знам така, кујната е некако во средина, еден различен простор. Има сега можност, например, трпезаријата да стои пред кујната, има можност трпезаријата да стои кон прозорците во еден сегмент кој што личи како дека треба да е за трпезаријски простор. Има еден централен дел тука кај балконската врата што останува како слободен, да речам, празен. Така, значи може да се мешаат функциите во станот. Тоа е добрата работа кај него. Значи не треба тука кујна Да, и коша, некако масата да видиме дали може да се користиме. Ова мора да Овде мора негде да има масичка, Добро. зидовите бојата, не знам. Па не знам, ја видиме гарнитура каква е, така некако Така се не меѓу знам, што светлувањето нешто. Покомплицирано е кога луѓето веќе однапред имаат купено нешто за во станот. Некој пат не знаете дали тоа баш добро ќе се вклопи или пак треба едноставно да играте околу тоа што веќе е набавено. Од друга страна тоа покажува многу за нивниот вкус. Значи имате иницијални производи, тие се, снајди се околу нив, така што тоа е тоа. Супер. Да, мерак плакат. Сега си најдобро место. Добро, плакат нешто да Имаме кревет, браче. И за спалната имаат кревет, значи тука останува, не знам, плакар, некој фиокар, надказ на телевизор, што се некои дополнителни работи што треба да се смислат. И па сега слики, димензии, ќе ми изпратиш те што треба, за да можам јас да ги планирам, нели? А тука нешто сакаш светло, темно, вајко, тако. Каква атмосфера? Са романтична. Романтиката се различна. Лиќе многу темни нешто последно тонови. Добра? Така. Значи. Осветло мирно ми. Окей. Мирна романтика. Мирна. Ајде видите. Ајде. Кутица имаме? Две. Да. Ова е едната детска. Добра. За? За девојчето. Кукаве. 3 години. Не 3 месеци. Значи повеќе како за играње треба да има. Така, но кревет. Окей. Плакар. Значи креветот нормален, Да. за долго време, плакарен за долго време. За долго време, да. А предпоставувам треба маса, не мора друго. Нешто, да, масичка нешто, ќе видиме така. Девојченцето е љубител на ледена, значи прво Frozen. Прво ми кажа принцези, па после дека требале да бидат Елса и не знам како се викаше другата, ликовите, нели? Она што е добро е што ние имаме соработници како Дом и Декор, каде што имаат постери од сите последни или не знам најпознати филмови детски и можеме да најдеме секакви постери. Па е слушна како креветот. Да. Добро. Отлично. И ова е за машкото. Машкото е кукаво. Скоро Иван е поголем или од Илина. Иван е генерација на мојот син Витан и тука веќе ми е многу лесно што треба да направам за него.
она што ми требаше само да знам што му е најинтересно на него, ми кажа планети, така смисливме еден прекрасен постер со сончевиот систем. Не е многу нешто во јунација, Во свемирот со планетите. Интересно. Така нешто, ако можеш да направиш. Најдеме нешто. Има некоја жилба. Некој филм, серија, нешто. Па не, ама баш чита, сега тоа учат и баш го интересира, знаеш, за планетите, чита книги. Некој сончев систем. Да. Окей. Така. Добро. Кажи, Тоа е. Дијан, го моташ? Не го со задоволство. Ајде. Ова е 4-собен стан од околу 100 квадрати, во кој го одлучивме следниот распоред. Прво ја поставуваме кујната, која знаеме точно каде ќе биде. Единствено имаме барање некаде да се смести сушара за алишта. А јас навистина не знаев каде, освен во пултот од кујната, бидејќи во бањата не ја собира. Дневната е широка, во неа комбинираме тросет и двосет кој веќе ги има купено Ирена. А за трпезаријата има класичен модел масивна трпезариска маса со столици, која треба да ја примениме тука. На почетокот, кога ја видов, ми беше жал да ја предложам да ја пребојуваме. Ирена се премислуваше дали да купуваме нова или не, но на крајот решивме истата да ја избоиме бела, а столиците да се претапацираат. Во ходникот и требаше плакар со дел за седење, кој пак димензиски е ограничен со вратите од собите, па за жал не може да се изведе со лизгални врати затоа што е многу тесен. Од главниот ходник сме во двете детски соби. Едната за мало девојченце, а другата за Иван кој е трето одделение. Девојчето е по принцезите, а малечкиот е под звездите. Спалната соба ќе ја комбинираме со бои и детали според постоечкиот кревет, кој е изведен во бука. Има простор за голем плакар, но собата е тесна, па пред креветот не може да има ништо. Користиме малку место кое го има над зидот од прозорецот за шминкерница. Да работиме. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Значи, кај Акронци имаме еден кај Иван, еден кај Илина плакар и еден голем во спалната соба. Сам дека ќе се сместам по тие плакари, плюс во ходникот, ама тој ќе го работат сам наш. Океј, кај Ирина станов, мерите се земени, една спална соба и 2 детски. Така. Еве го плакарот за спална соба. Голем плакар. Да. 3 метра. На сите 3 позиции има греди. Така да тука е малце. Ама не е страшно, се снајдовме. Кај гредите обично маска под гредата се става, за напред да не се користи, од позади маската секако се користи. Има корисен Тој простор, да, обично за качување. Инаку во два дела поделен на машки и женска страна. Да. Со по 2 фиокички за долна вешето чорапи,
женската страна нормално има за Е, долго да. обесување, за Да. фустани и слично. Да. Зван неколку фустани Супер. са сваќаш. 5 детски помали плакарчиња, тама Пак за ги ги една гледате. особа. Исто за диплење за закачување и 2 Супер. филчки за да врши чорапи. Е тука малце детската женска соба, претпоставам дека е ова. Да. Има горе напред пред плакарот греда. Пристапот за горниот дел е малце незгоден, ама затоа го ставивме тој простор малце. Може да се користи, сега не е многу пристапен, ама вака ќе може да се Така, користи. така. На Да. тоа внимававме тука Да. и за машката детска соба чисто плакарче отворено. Делот под гредата го Тој го чека да видам како направивме со вратички. Да. Супер. Пошто е малце поширочко и згодно онака на мали Супер, полички супер. за диплење. И што за боите се да го говориме. Па, мали се дечињата уште, значи пак она типично сина машка и розова љакова нешто за девојчето. Едната врата барем да направиме таква. Значи розова една врата да има кај девојчето во комбинација со бело на пример, исто Добро. тука е момчето со во комбинација со Добро. плаво. Да. Добро. А во спалната нека е бел. Мислам дека зидовите ќе имаат некакви тапети и така ќе имаме некои шарени работи ќе се случуваат, така Добро, нека биде едноставно. едноставно било минимално. Добро. Супер. Некако во целосно готовите станови прво ги повикуваме акронци, кои всушност можат да бидат повикани и на самиот крај. Целосно е сеедно кого ќе бидат повикани, зашто нивната работа е многу чиста и едноставна. Уау. Многу брзо беше. Ептен. Овој пат имаме, ќе речем станче, ама еден куп работа има. Има го, значи, проектот кој што е изработен, уште во самиот ходник, значи тука сакаме едно плакарче, сакаме чеваларник, закачалка и така, значи тука некако да се Да има место за себе. Да, да има место да се. И сега дневната сакам да ти ја покажам. Отворен простор, углов простор. Еве ни е поставена страниче на гарнитурите и сето тоа, тука е една комода, доста голема, 220 со должина, имаме и библиотека има тука. Да, а во овој дел трапезарискиот сакаме нешто да биде како така елементче вградено исто така, меѓутоа за отворено за така, чаши декоративни така. Е сега кујната. Доста е голема, што можеш да видиш. Имаме и еден остров тука. Е сега во островов треба да се стави една машина за сушење алишта. Да скриеме некако внатре. Да, па се немаат место на Изволни. друго, па да, па еве ти ќе ми кажеш. Јас сум го предвидела тука. Предпоставувам Иверка ќе бидат двете. Иверка сега зависи сега од буџетов како ќе се вклопиме некако, ама така, значи долниве елементи барем да се напујната од Иверка, а горе може и медијапан да е боја. Може. Ама ќе ми кажеш ти после со роковите што е како. Е сега во спалната исто така имаме еден фиокар овдека со 4 фиоки кои што мислам дека доста корисен ќе им се најде и една као шминкерница овдека. Да биде повеќе практично. Така да се искористи и тој простор. Е сега детските соби. Цели се ваши. Ни требаат два детски кревети, станува збор за момчи и за девојче, они се уште мали, меѓутоа им треба Треба да има се. и за наредните години, да, така. Значи, стандардна dimenzија на детски креветчиња две. Биро, исто така, треба негде да се учи. Треба да се учи. Да. Има тука и некои библиотекички и во едната и во другата соба. И тоа би било тоа. Бои ќе одбереме. Да. Исто од Иверка. Иверка. И да ми кажеш што ми е многу важно за рокот. Малце сме кнап со време, да ми кажеш што значи пример ако ги работиме од Иверка, а што од медијапан. А од Иверка, кога се изработува мебелот од Иверка, значи рокот на изработка и испорака е пократок. Така.
Додека, како во случајот, ако треба да направиме нешто од бојен медијапан, во тој случај, значи ќе одиме со рок од 15 до 30 дена. Значи треба да запазиме процесот на изработка, но рокот ќе го запазиме. Добро, тоа да го чуеме, јас значи на време си треба мојот. Добро, супер. Додека чекаме да поминат 15 на работни дена, имаме време за сите останати нарачки и работата на терен. Борчеја изработува комбинацијата според цртежите. Светла, неутрална крем боја со силна виолетова во дневната. Боите во станот ќе ги комбинираме според постоечките купени веќе работи за него. И нормално вкусот на Ирена. Во дневната соба треба да имаме некаква виолетова боја, бидејќи на гарнитурата има некакви перници со виолетови цвеќиња. Детската соба на Илина, бидејќи за девојченце, треба да е розовка. Кај Иван, бидејќи е за момче, треба да е сина. Не треба, туку нели, се договоривме да биде сина. Спалната веќе е по наш слободен избор. Истата комбинација ќе ја употребиме и во ходникот. А заклучивме дека оваа кремаста боја одлично ќе одговара со двете бои во детските соби како нивна секундарна боја. Има време да се порачаат и светилките. Станот во кој што работим овој пат има една многу голема дневна заедно со трпезариски простор и кујна. Значи голема просторија и ми требаат буквално најразлични светилки, меѓутоа од иста колекција. Значи на вистинско место сме од оваа програма од Егло. Има повеќе модели, ги има за дневна просторија, трпезарија, кујна, ходници, помали соби, зидни светилки до потреба. Ето точно тако нешто ми треба се да има буквално. Гледам дека има и за трпезарија и за секакви леле многу ги има. Да, одлично, супер. Просторот ми е едноставен. Некои имам цветни мотиви, меѓутоа на пример стакло и метал немам. Ама не се модернистички, можам да забележам дека некако мене барем ми личат на романтични. Мислам дека супер ќе ми се вклопат. Да. И важно ми е нели целиот простор да биде со исти сјалички. Работата што така интериерот ми е доста нежен да кажам, едноставен, со едноставни со бела боја, со прави линии се до там овој пат гледам дека моделот ти се вклопи, значи и бојата. Да. И не гледам само дали има такви единечни кои што се плафонски или цидни. Значи од оваа страна имаме такви поединечни. Има со две сјалици, со три, значи како што реков за помали простори или па за во ходник, ето за во кујна, зидни. Точно вака ми треба. Мислам дека ќе го комплетирам целиот простор вака. Супер. Одлично. Стаса мебелот што го порачавме од Санмар Дизајн. Има доста мебел. Прво, како и секој пат, почнуваат од кујната, која содржи најмногу елементи. На Ирена и ги покажував нијансите преку фотографии. Имаше неколку варијанти, но се одлучивме за една иверка која што е навистина светла. Со Ирена јас ги договарав нели боите какви ќе бидат на мебелот. Беше бела иверка со белузлова. Иверка со дрвен дезен. Така, и како, многу бело изгледа или не? Одлично изгледа. Така? Пошто е многу нели голема кујната, така долга, бела, едноставна. Нежничко треба. Убаво личи при самава монтажа веќе си добива форма и целиот стан всушност ги донесува и другите работи, креветите, полека се монтира и си фаќа нека форма убава. Многу има мерак на големи кујни и ова е една од нив. Вака може да се испланира што каде сакате да стои, а не што каде мора да стои. Вака, имаме детска соба, машка.
сега имам информација и од Ива дека многу фасцинирани од Вселената, значи планети и комети, читам многу за тоа и сакаме некако да го израдуваме со тоа што ќе поставиме некаков си тапет или фототапет, не знам ти ќе ми кажеш, над зидовите, значи да си има Вселената, некој таков мотив. Така, не е тоа проблем, значи може да најдеме некои фотографии и слики од Вселената, така, што ќе ни помогнат да ги поставиме над зидовите. Таму кажи ми за колку позиции изборуваме. Два зида треба да опфати, едниот е, значи, направо да кажеме, другиот има врата, не знам дали е тоа проблем. Значи, доколку вратата пречи врз дизајнот, ќе пробаме ние да избегнеме, да не покрива некој важен елемент. Така. Ќе го уклопиме сигурно во просторот. Да ми кажеш, ќе го лепиме со лепак за тапети, мислам како оди тоа? Фототапет, значи се печати на мат ПВЦ, поливинил и истото е само лепливо, значи не треба додатно да се таму нели става лепаци и слично. За мачка, да, уште попрактично. Само тоа се лепи и се одржува, после тоа може да се бриши чисти, добро на него се печати, добра резолуција излегува, значи квалитетно и тоа се предностите на таква фототапет. Кажи ми, треба ли јас некако да го припремам претходно од зидот нешто посебно или мазен зид е предуслов да биде. Така, што помазно тоа е помазно, за да не се познаваат оние. Се одразува на тапетот. Така, супер, останува уште да најдеме некоја. Останува сега да побараме да поработиме значи на фотографија да најдеме за печат. Сите дечиња во одредена возраст посакуваат одредени работи. Не знам дали ќе бидат некои јунаци, суперхерои од цртани филмови или пак во конкретниот случај кај Иван ќе бидат планети, што е баш интересно. Па му измислуваме постер со сончевиот систем. Значи, тоа можете да го направите на интернет, ако веќе не може да се најде како готов постер и да се испечати како ние што го направивме тоа во Пан. Постерите од Пан се самолепливи, за разлика од оние од Декори дом. Фотографијата треба да е доволно голема, за да не ви излезе заматена сликата кога ќе се испечати. Што во мала соба е важно. Инаку кога се печатат билборди, тие реално и немаат некоја топ резолуција, затоа што ги гледате од далеку. Освен постерите, разбрав дека се љубители Иван на Майнкрафт, а Илина на сите принцези на Дизни, па им направивме и лепенки. Ги донесоа светилките кои навистина изгледаат сладко во овој виолетов простор. За спалната едноставна таванска светилка, а за детските прекрасни детски лустери кои се вклопуваат во концептот на собите. Колекцијата што ја избра ми се допаѓа од Малекс, дека така е станот е меѓу, нели, онаков со рамни форми и онаков со малку разиграни, да кажам, романтични. Нешто можеше да светка. Нешто можеше да светка, да. И баш метал некако така на истакло, контрастно се останато. Така, богончиња. Да, баш. Постерот за Илина е работа за Борче. На овој, за разлика од оној на Пан, треба да му се нанесе лепило. Останаа завеси, детали и теписи. За теписите Ирена имаше свој избор во меринос, а ние треба да провериме дали е тој окей и дали ќе ни се вклопи. Значи, да донесов овдека да ти ги покажам овие новиве теписи. Вчера ги добивме, специјална изработка се значи за нас, со наша етикета. Индија. Да, од Индија? Да, нашата етикета. Супер, одлично, значи со вашиот бренд. Супер, така. супер. Волнени, значи? Да, тие се волнени. И дебелки така, многу во личи. Одлично, супер. Кажи ми, лесно се одржува или? Лесно се одржува. За тоа што е природен материјал, па супер, се лесно се осесуваат. Кажи ми, во различна dimenzија доаѓаат или само ова е тука што ја гледам? Да, од најмалата, значи стазичка 80 на метро и пол, 120 на 170 се овие, 160 на 230 и 2 на 290. Имам да ти покажам уште
Уште има ново? Да, уште и овие се нови. О, колку се убави нијансите. Така. Многу ми се допаѓаат искрено што ете, одредена боја се, меѓутоа нијансирано, а не се прешарени, така да може да се вклопат лесно. Значи ќе си одговараат со нели соодветно на другите нијанси. Да, имаат убава ценичка. Тоа сакам да пристапна прашам, цена затоа што имаат. ете, нели, Да. волнени па очекувам да е малку повисока, меѓутоа, нели? Не. Тоа е многу важно. Тоа е супер. Значи имаат пристапна ценичка, можат сите да си ги дозволат. Да си ги дозволат, да. Тоа ми е многу важно, тоа ми е навистина важно. Одлично, браво, браво, мислам одлично изгледа. Убав избор сте направили. И какви се топли нијасите, колку се убави боите, одлично, одлично личат. Значи во станот, нели, мебелот се направи едноставен и светол со цел да може да ги прими боите на зидовите, дизајнот на масата и столиците кои што беа стари па ги пребоевме во бели, да може да го прими дизајнот на перниците, да кажам, и се комплет што веќе имаше како постоечки или купен мебел Ирена. Ние ги работиме интериерите според желбите на нашите клиенти, за нив да им се допадне и пред се нив да им биде многу удобно, па така што мислам дека во овој стан конкретно секој веќе си има некое свое катче за уживање. Сега, завршено, готово? Се е готово. Се е под контрола? Се е супер. Ти да се дотераш и... Да се дотерам, не може да чекаш. Да, да. Не знам дали ќе дојде сама. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Здраво! Да сам те? Ајде за тебе прво, здраво! Здраво! Како си? Здраво, Букле! Чекаме за звунетка мота, и за 2 минути си да ќе бидеме. Салкецата можете тука да си оставите. Мислам дека е таман. Супер, чек. Цело плакарче. Супер. Гори доле чапа. Звунета се малку. Ако па нормално. Леле. Шо леле? Убаво леле или лошо леле? Многу убаво. Многу убаво леле. Ова ли е мој стан? Тоа е. Кај да гледам по прво небо? Кај било? Мислам дека интериерот го адаптиравме и на твојот вкус бајаки. Значи веќе имавме гарнитура. Се допаѓа? Многу. Баш ми е кеј, баш ми е Стварно сум... Не знам што да кажам. Си ја позна масата со столчињата? Не. Како нова е, не? Нова. Убаво. Освежена некако. Ептен, да. Ти пекчињата исто си ги знаеш. Леле. Да.
гарнитурата веќе имавме земено, така да не да си ја вака како ќе видиш све одеднаш, нели? Се потрудивме. Ептен. Го погодивме. Фала многу и супер. Не знам што да кажам. Ја беше стварно убаво. И убава, нема светло, имаше таму, имаше да куф шкафчиња. Многу убаво. И ти цекаш? Ја готвиш со мама? Мораш. Не се пријава. Ај, која ќе поразличува све. Чашите ги наредивме? Да. Ама убаво изгледа, нели? Ептен, леле, многу убаво. Ајде, во спалната. Супер. Мислам дека убаво се дојде кривата. Многу убаво и ова свежа вака. Супер плакарот. Плакарот е најголем. Да. За се има место. Тука кој не собере, не знам. Стварно ретко кој добива богат плакар, искрено. Ептен убаво. Да. Значи, знаеш, да не го отвараме сам, да има полици за качување. Да, ама ќе ве собере, сама ќе ве собере. Да зирнам вака. Супер, тапетче ова ептен, ако е тапет. Тапет, че таму имаш минкерница на малта, па за тебе. И тоа ептен сте ме погодиле, стварно. Така? Најрадосно. Убаво, Натка суни одлично. Вие спремни сте за детските? Ајде. Спремни сте? Ајде. Готово. Одиме во детските. Ајде, прво ти најважно си тука. А? Леле. Иските се вие! Играчките па твоите се! Леле, види колко е убаво, Илина. Душичка. И кои се тие? Видите? Ако виде постарот сега, види го постарот, види ги какви. Кои се тие? А бирото? Принцезите? Види колко е убаво. А бирото звучи? Леле, нека година. Леле, столчето ще убаво да си едели. Се допаѓа? Леле, што е убаво. А, убаво е? Многу? Се допаѓа? И бирото ќе мора да се окористи уште. И столчето исто не е ептен бебешко, се го взимаш тут. Ханс фали, добро. Де... Целата вселена да си ти имаш. Да, баш целата вселена. Да, Много е убаво. Ива не е ти ги Майнкрафт. Еде ти тие. Да. И сите колички да јам дека имат голема колекција, мора да се нареди. Уште многу повеќе. А, верно. Многу убаво. Кај што ти се допаѓа? А мене што ми беше Нели? Топка. А мене? Топки. Па не видов. Еве ти ги дое Майнкрафт. Многу ефектно е. Нели фано. Супер, и Майнкрафтите ти ги... Сега готово е? Убаво е? Да. Нели? Епа му Ама треба. мама да видим. Уште еднаш? Уште еднаш да видиме? Ајде, дневната. Може уште еднаш да видиме? Може да ја видиме и таман јас ќе ви го дадам клучот таму и вика мојата работа тука е завршена. Прашаме Јана, така? Да ви кажете да си живеете вие во новата дома. Може. Ајде. Чекајте да ви диалог и клучот да дадам. Значи ке прво ги... Тоа е за мало мене? внимание за Јана, така? Фала ти, фала ти. Јана, бебето дома е со мајка. Јана, ќе поздравам си во големата Јана. Ива. Фала. Зимото семејство, фала за се што направивте. Стварно Се надевам да се... не си поздрави и печатат. Обавезно, оно тај чека да чуе како си поминал. Да, дали би се спаднал. Да, баш ми ти. Добро, одлично. Еве го клучот. Фала. Јас мислам дека можам сега да се Ќе тргнеме. спратиме сега Јана. Ви спратите? Спратиме Јана. Да си оди. Ги очекуваше дечињата на преземањето на предавањето всушност. Леле, не ги очекував, а Илина, значи девојчето, беше најразочарана од сите. Зошто? Истите старите играчки биле. Од дома истите. Си полчо, да. Да, ама на крај прва си се удоми, си отиде, си легна во креветчето и си се Тоа. Да, срекни вера многу. Да. Ми се допаднаа многу деталите во нивните соби. Ми се допаднаа многу постерите. Да. И многу ми се допаднаа светилките.
Да, баша кета, нели ке момчето. Да, супер излезе на крај. Многу ме слекни, стварно ме слекни. Супер, тоа е најбитно. Ирена и нејзиното семејство ќе уживаат во интересен, разигран, шарен простор, кој се надевам ќе им ја полни душата, разигрува срцето и ќе им даде безброј прекрасни моменти заедно. Уживајте во нашиот нов ентериер, во следната емисија, во исто време, на исто место. Имајте убав ден!